Според едно истражување кое го споменува професорот Матевски, 70% од православните христијански верници имаат карактеристики на традиционален тип. Тоа се верници кои ниту ја прочитале Библијата, ниту пак имаат каква било религиска наобразба. Па со самото тоа тие воопшто не ја познаваат суштината и значењето на големите религиски празници и поради тоа на богојавление не го прославуваат крштевањето Господово, туку се фрлаат во водата за да добијат материјална корист во вид на подароци од најразлични донатори. Звучи малку навредливо. Па не знаете како клучно е дека религијата е еден од ретките феномени кои што ние го викаме константен општествен феномен. Вие религија имате од самиот постоење на човекот до денес. Тоа е редок, да речеме политика, образование и други институции ги немате. И сега, религијата игра исклучително битна улога во општеството. Она е многу битен подсистем во општеството. Ако не ви функционира религијата како што треба, дали заради религиските организации или можеби заради нешто друго, религијата се приватизира, она влегува и се индивидуализира. Ова се тип на зона што ги зборуваме до сега, приватизирани, индивидуализирани верници кои што сами си ја практикуваат верата надвор од религиската организација. Вака кога го прават тоа, сега ние во текот на разговорот треба да видиме зошто е тоа така. Веројатно вистината е некаде помеѓу, веројатно вина во себе носат и религиските организации кои што доволно не нашле начин да го приберат, нели, да си ги приберат своите верници, од друга страна овие индивидуализирани верници велат не ни чинат свештениците, па не одиме во црква, што исто така не е добар пат. Рационализација е на проблемот, затоа што не може сите верници да не чинат, има многу добри, сите свештеници да не чинат, има многу добри што чинат. Вака сватена, индивидуализирано, приватизирано, всушност тука во тој момент све ќе ви влезе. Ќе влезе и материјалното, ќе влезе и политичкото, ќе влезе и паганското. Само го немате суштинското религиското, затоа што ја немате, за да имате суштинска религија. Тоа отец Ивица на почетокот инсистираше на тој феномен и јас секогаш инсистирам на тоа. Мора да има спој. Значи религијата мора да се извршува во религиска организација во заедница. Меѓутоа, тоа треба да се направи и да се постигне. Инаку ова е малку постаро истражување, поновите истражувања се рака на срце, се зголемува бројот на вистински верници, освен еве по мои некои сега последни сондажи јас што ги правев, освен на соборниот храм кој што е до души поголем, овие помали цркви се на неделна литургија повеќе полни него празни. Или подосна вистинското свештенство, односно на вистинскиот верски живот во Македонија се случува во манастирите. Така. Претходно ќе кажеме една молитва преведена од арапски, можеби професорот Джило ќе ја препознае и ќе ни каже, како автор на книгата Филозофија на суфизмот, една од молитвите што ја најдов вели: "О Боже, ако те обожавам поради страф од пеколот, тогаш нека изгорам во него. Ако те обожавам ради надежта за рајот, тогаш не ми го давај, но ако те обожавам поради самиот ти, тогаш не ја тргај од мене твојата вечна убавина." Да. Она што го збориме вистинско верување, нели? Токму така. Се работи за... Извинете само, суфизам, според дефиницијата на Википедија, значи мистичната страна на исламот. Да, мистичната теологија во исламот. Меѓутоа, кога станува за религијата, верата воопшто, тука би сакал да подвлечам една дистинкција помеѓу тие два поема. Религијата е нешто што се потпира на самата природа на човечкиот ум, која смета и според некои сметаат дека човечкиот ум по својата природа може да се воздигне, да дојде до некоја надприродна појава или до Бога. Меѓутоа религијата е нешто друго. Религијата е токму она што се спушта од небото на земјата, нешто што се открива. Така што човекот како homo religiosus е токму религиозно битие во таа смисла што тој ја носи таа религиозна компонента во себе, сега сите пророци, сите пејгамбери, посланици токму доаѓале да ја откријат таа вистина во човекот која му дошла од некаде, а на која човекот од време на време заборава. Мислам, тоа е таа една мала дистинкција помеѓу религијата и верата. А што се однесува до стихот кој го споменавте, се работи за еден мистик во исламот, жена, Рабија Елатевија, која има еден поинаков пристап во обожавањето на Бог. Таа смета дека Бог е убавина. Дека тој едни мислам грчките филозофи зборувале дека е Бог добрина, Сократ. Аристотел зборувал дека мислам христијанството зборува дека е Бог љубов.
суштината на Божјото битие е токму љубовта. Раби Еладевија смета дека според незиното мистично гледиште дека Бог е убавина. Дека во убавината таа убавина се рефлектира и дека одразите на таа Божја убавина ние треба да ги почувствуваме и да ги доживеме. Овој кус вовед во кој се обидовме на гледачите и прилично слични бевте во ставовите и во одговорите сите во разликата помеѓу практикувањето на верата и религијата, би одел со едно од прашањата во истражувањето што го спомна отец Тодоров. Едно од прашањата беше дали имате доверба во Македонската православна црква, Македонска православна црква Охридска архиепископија или Исламската верска заедница во случајот за муслиманите, на што потврдно одговориле 68,6% од православните христијански верници за МПЦ и 52,5% од муслиманите. Ова истражување е со поддршка на Конрад Аденауер, Институтот за политички правни истражувања и религија МК, спроведено минатата година, објавено во декември лани, значи пред неполн месец, и станува збор за релативно, односно нерелативно голем, висок процент на доверба во овие верски заедници, значи и Македонската православна црква и Исламската верска заедница. Имате ли чувство дека и Македонската православна црква и Исламската верска заедница недоволно, односно уживајќи вако висок степен на доверба, се недоволно активни, односно се прилично молчаливи кога станува збор за многу важни општествени случувања кои во денешното модерно време се случуваат со голема брзина? Го делите ли впечатокот? За да одговорам на ова прашање, прво ќе се повикам на оно што предноку говорев. Кога во своето писмо ние го читаме терминот црква, под црква не се подразбира некаква институција, или религиозна организација, или религиозна фирма, или некаква религиозно духовна елита. Кога нашиот спасител Господ Исус Христос го користи тој термин, на еврејски кахал, на грчки еклесија, нашиот превод е црква, под тој термин се подразбира неговата заедница. Заедницата на неговите ученици. Тоа е заедница, тоа е духовно семејство. Јас не можам јас или припаѓам на тоа духовно семејство, или не припаѓам на тоа духовно. Може таа духовна заедница за која зборувате да остане незаинтересирана, апатична или да не се огласи по прашањето за национално помирување, например? Сега вака, например. Таа духовна заедница, црквата, уште од апостолско време, по Христовото вознесение, односно по неговото страдање на крстот, по неговото воскресение, по неговото вознесение, по денот кога апостолите ја примија силата на Светиот Дух, апостолите во силата на Светиот Дух ја управуваат таа заедница. По нивната биолошка смрт, односно маченичка смрт, најголем процент од нив беа маченички пострада, оние кои ја управуваат црквата во силата на Светиот Дух беа епископите. Она што денеска народот ги нарекува владици, што е сосем погрешно. Епископ значи надгледник. Тој кој во силата на Светиот Дух ја надгледува црковната заедница. Ја надгледува како татко и затоа уште во рано христијанскиот период епископите и презвитерите на црквата биле наречени татковци, оци, затоа не нарекуваа така. И сега таа црковна заедница, тоа семејство е возглавено од епископи. Заедно епископите на една поменска црква го сочинуваат Светиот Синод. Сега епископите како надгледници заедно со своите презвитери и ѓаконите тие ја управуваат и духовно ја хранат црковната заедница. Тоа би било во идеална смисла на зборот. Сега не го разбрав одговорот. Вие ни објаснивте хиерархијата и каква е поставената целата приказка е што целата приказка е што крајно е погрешен моментот некој кој се доживува себе си како член на Македонската православна црква, односно на црквата Христова Македонија, да има или да нема доверба. Просто ти си или член на тоа семејство или не си член. Ако јас имам доверба, може да имам доверба кон владата, кон парламентот, кон ова, кон она, така натаму. Црквата е заедница. Но црквата е институција. Ама таа, и институција, но самиот збор институцијо на латински значи нешто што ја одржува таа заедница. И сите ние како членови на црквата сме повикани да бидеме чинители на црковниот живот. Сакав малку од поширок контекст да се осврнеме на ова прашање, заради тоа што, например, Македонската православна црква одиграла важна, ако не и клучна улога во опстајувањето на македонскиот народ низ вековите, кога македонскиот народ немал своја сопствена држава. Или кога таа држава била
исправена пред разни предизвици, како што е на пример и денес. Имаме политичка криза 2 години, Македонската православна црква е еден од столбовите на македонскиот идентитет, но според мојот впечаток, а според впечатокот и на некои други верници што сум ги слушнал, значи тоа е перцепција, не е истражување, е прилично молчалива во однос на некои важни прашања. Или пак исламската верска заедница во време кога светот станува опасно место за живење. Дали исламската верска заедница во Македонија ја игра улогата што може да игра и треба да игра? Еве прашање за професорот Матевски, како вие гледате на ова? Значи, точно е дека црквата, кога зборам црква, зборувам и за православна религиска организација и за исламска и така натаму е заедница и фактички религијата и верата оди во некакво содружниство со другиот. Тоа е се во ред. Меѓутоа, точно е дека религиските организации ние ги третираме во социологијата и како организации, како институции. Вака како што е поставено, воопшто не би рекол дека тој процент на доверба е висок. 50% кон исламска верска заедница е ниско. Затоа што и причината тука е, јас го истражувам, колку што го истражувам православието, го истражувам исламот, веројатно заради тоа што е под екстремно високо влијание на албанскиот политички фактор, максимално е политизиран и веројатно затоа е довербата мала. Ако го земете ова што вие го кажавте, Македонската православна црква како градител и чувар на идентитетот, е многу јаки корени на православиот, Свети апостол Павле, Свети Климент, Свети Наум, Свети Кирил, Свети Метој, и тоа не е високо. Така да, она што е клучно и битно, точно е дека религиската заедница е битна, но институцијата каде е битна. Вие морате да имате посредник меѓу верникот и надприродното битие. Тој посредник е свештеникот. Значи, секој верник мора да има духовен татко. Духовниот татко е посредник и тој всушност му објаснува на верникот како да премине од она што ние цело време го зборуваме, од она висока бројка на традиционални верници, да премине во убеден верник. Ако го немате духовниот татко, немојте никогаш да очекувате дека овие традиционални верници сами по себе ќе станат вистински убедени верници. По крстење. Значи, духовниот татко ќе каже дали ќе почне еднаш неделно да иде на литургија или 2 пати во месецот, со постите ќе оди чекор по чекор, нели се вели дека полека ќе го воведе во верата. И единствено институцијата може да го зголеми бројот на убедените верници. Без свештеници, без духовници кои што ќе ги воведуваат верниците, тоа е невозможно. Тоа ми го покажуваат сите истражувања. Сите што преминале од традиционален верник во убеден верник, во моите и во едната и во другата биле духовни чеда на некој духовен татко и тој ги вовел. Како што и во образовните институции, ако немате професор, не правите ништо. Добро, значи статистиката сакаме да ги релативизираме бројките. Да, и верниците секако мора да познаат на активните верници. Така. Значи, ние без нив ништо не сме. Секако. Вие сакате да ги гледате 52 запирка нешто проценти како... За мене е тоа ниско. Ниска доверба? За мене е ниско. За мене е ниско, затоа што тоа е 65%. Да, и 65%. Пазите, црквата, Македонската православна црква. Пазите, Македонија е земја на антиконверзија. Во Македонија немате конвертирање од православие во ислам, да речеме, или немате конвертирање од православие во протестантските секти или овие религиски организации, ви се 0,2% во Македонија. Знаете ли зашто? Затоа што имате многу јаки корени на православие и јака улога на Македонската православна црква низ историја. И затоа тоа е низок процент. Тој мора да биде повисок, ако знаете кој све ја носел Македонската православна црква, од Свети Кирил Методи па до Свети. Во секој случај прашањето беше дали црквата е прилично молчалива, односно не значи се согласуваме од некои важни обществени прашања, или еве би го прашал директно отец Тодоров. Како МПЦ денес гледа на новите предизвици што се однесуваат на културата, јазикот, името, она што го прави идентитетот на Македонија, она што не прави македонци? Значи, сега повторно, кога се употребува тој термин МПЦ, Охридска архиепископија, значи, што синодот мисли или што членовите на Македонската православна црква мислат? Што МПЦ... Што вие како представник на МПЦ? Тоа е веќе по-конкретно прашање. Значи, секој член на црквата е орган во тој организам. И сега, затоа што е орган во тој организам, сите тие органи живеат потигнати од еден дух, односно од една вистина. Една е вистината со која живеат христијаните, че таа вистина што ни е откриена сами од Бог. Значи, не е убаво предмалку професорот Хасан Джилов го кажа тоа, значи, не е религиозната вистина нешто што е плод на
на човековата спекулација или на некакво лично, субјективно, духовно човеково достигнување. Значи, христијанството е богооткриена вера. Значи, нешто што самиот Творец ни го открил. И сега ние кога живееме со таа вистина, втемелени во таа вистина, ние го градиме нашиот светоглед. Значи, секој христијанин врз основа на таа вистина го гради својот светоглед. Значи, јас низ тие вредности во таа вистина го гледам светот во кој живеам. И на тој начин јас ги вреднувам нештата што се случуваат во светот. Доколку сум христијанин, и тоа православен христијанин. Кога ние употребуваме баш ова придавка православен, значи ортодоксен, тоа значи правоверен христијанин. Тоа е многу сериозна работа. Значи, членови на црквата, односно христијани, кои најавтентично ја разбрале и ја практикуваат Христовата порака. Тоа се ортодоксните христијани. И затоа ние имаме сериозна одговорност и како православни христијани и во македонското општество, па и во целиот свет, затоа што таа една света соборна апостолска црква не се наоѓа само во Македонија, се наоѓа во целиот свет. Црквата како систем, како организиран систем, како институција, или како сакате, како систем од верници, и како заедница, како институција, да. Е прилично молчалива во однос на некои важни општествени прашања. Поединци пак се секојдневно активни, и тоа преку социјалните мрежи. Што за мене е чудно. Велам, системот е пасивен, а поединци се активни со своји коментари, ставови и гледишта. Значи, прво јас не го разбирам тој момент молчаливо. Значи, можеби синодот, значи представниците на синодот решиле, затоа што ти имаат свој светоглед и своје духовно искуство, на тој начин така да настапат. Можеби личи молчаливо, но молитвата не е нешто што е молчаливо. Духовните разговори. Македонската православна црква да придонесе за национално помирување на македонскиот народ, кој е поделен по многу основи? Па Македонската православна црква секојдневно тоа го прави. Како? Па преку своите членови. Ние како, значи епископатот и презвитерите и самиот народ верен работи на тоа помирување. Значи многу често јас сум бил сведок кога страстите од овој свет, во тој контекст и политичките страсти знаат да надвладеат, тогаш духовната вистина, односно луѓето со сериозни духовни вредности во себе се оние кои помируваат. И многу често и ние, православните христијани во Република Македонија, говориме дека значи, ние мораме да изградиме еден заеднички именител. Во која смисла на зборот? Значи, секој од нас има своја политичка слобода, значи во едно демократско општество да има свој политички став. Но сега, со тој заеднички именител, со тие вредности што треба да ги изградиме, тој став треба да се препозна дали е конструктивен, односно градивен за општеството или не. Што се многу сериозни нешта, кои најчесто се градат во едни личностни дебати, односно личностни средби, разговори помеѓу сите ние што живееме тука во Република Македонија. А Република Македонија, 2 милиони жители, не е тоа многу. Се гледаме, разговараме и јас мислам дека можеби и повеќе може Македонската православна црква, но јас сум сведок дека многу прави за ова. Прашањето е инспирирано и од едно од прашањата во истражувањето што го споменуваме како течение низ целата оваа емисија, каде високи 33% од православните и 25% од муслиманските верници во Македонија сметаат дека МПЦ и ИВЗ придонесуваат повеќе кон создавање на конфликти во општеството наместо кон креирање на соживот. Например? Тоа е одговор на прашање. Не, ова е истражување. Да. Зошто ИВЗ и МПЦ, например, би била перцепцијата кај верниците, односно кај оние 1100 испитаници, дека наместо да придонесуваат повеќе кон соживотот во Македонија, кој е децении и децении од стотици и илјадници години наназад, нешто што е пракса, сега би вели вака, верските лидери имаат посебна тежина со своите пораки, кои често излегуваат од духовното и иако се опфаќаат општествени теми, дел од поглаварите упатуваат и политички пораки, кои звучат остро токму затоа што ги изговараат духовни отци. Еден цитат од некои дебати и истражувања. Се зависи за кој лидер на верска заедница. Но добро, каква е вашата перцепција? Има ли со животот во Македонија кога станува збор за верскиот живот иднина? Има. Дефинитивно има, затоа што тоа е една голема, долга традиција не само во Византиското царство, туку во Османската империја. Таа традиција е наследена и ја не мислам дека би можела да престане. И има секојдневно збогатување. Значи, помеѓу граѓаните на Република Македонија од христијански и исламски контекст, на оние кои навистина ја практикуваат својата вера. Тие што го читаат Светото писмо, или тие сериозно што го читаат Куранот, има диалог, има разговор.
И таквите луѓе се баш тој малтер што го држат ова Има, наше јас познавам општество. вклучително и тебе си, дека одам кај мои пријатели на баклава за Рамазан Бајрам или пак Тие се битните луѓе. Да. Таквите, квалитетните, добрите луѓе. Но факт е, дефинитивно, јас тоа одамна го зборувам, дека ова вие што го викате молчалива не се јавува доволно, дека не се јавува доволно, во последно време и подобрена е. Кога ме вративте на соживотот, јас кога го истражував конфликтот 2001, кажав дека религиската елита не е виновна за конфликтот 2001, виновна е политичката и бизнис елитата, ама тоа не е амнистира од целосна одговорност. Знаете зашто? Зашто религиската елита и од ИВАЗ и од МПЦ е виновна затоа што требаше да каже нешто, а не го кажа, за да се подобри ситуацијата. Тоа се провлекува и навака. Меѓутоа, значи, дефинитивно религиските организации се дел од општествениот систем. Јас сум еден од социолозите на религија кој што смета дека секуларност нема. Секуларност е мит, не е стварност. Вие немате никаде секуларност во ниедно и во американското општество до сега. Да. Значи, религиските организации мора да се јават и мора они да го кажат своето мислење за одредени општествени феномени. И религиски, и ова почна да се зборува, драго ми е што почна, излегуваат религиските свештеници, кажуваат дека не е добро да се палат бадникови огнови заради тоа и тоа. Се рушат основни принципи на христијанството. Нека не е добро да се колат животни за време на религиски празници, го кажуваат и така. И точно е, се согласувам со вас, дека и за одредени општествени феномени треба да се кажат своје мислење. Дали е добро или не е добро да имате абортус, дали е добро или не е добро легализирање на геј бракови, вашето мислење го давате и во однос на ова што цело време зборуваме. Мора да бидат поактивни, не мора политички да ги толкуваат работите, меѓутоа треба да зборуваат и за соживот, треба да зборуваат за религиска толеранција, треба да многу повеќе да се зборува, а потоа кој од членовите на системот или од граѓаните на Република Македонија ќе го послуша тоа или нема да го послуша, тоа е друго. Никогаш религиската организација не треба да се наметнува дека незиното е последно, но треба да каже. Не е воопшто убаво да молчи, секогаш, како што да речеме папата во Ватикан се јавува, така треба и нашите архиепископи да се јават. Во однос на онаа констатација дека светот денеска е опасно место за живење и дека некој ја злоупотребува и верата за да ја заокружи таквата слика. Што мислите за тоа и колку македонските верници од едната и од другата страна на двете најбројни верски заедници во Македонија може да бидат отпорни на таа злоупотреба на верата? Вака сега, кога станува збор за меѓусебната толеранција, може да се зборува за толеранцијата меѓу постарите генерации и поновите генерации. Оние генерации кои имаат религијата, која традиционално ја практикуваат религијата, тие имаат поголем степен на меѓусебно разбирање и од едната религија и од другата религија. Немаат, мислам, според моје мислење, доволен степен на разбирање новите, така да кажам, верници. Оние верници кои едноставно, кај кои религијата е некој ненадеен скок од неверство во верување. Па и тоа е многу опасно. Одеднаш ако човекот направи еден скок во верување, од неверување во верување, тоа е еден шок. Меѓутоа, тука тоа е еден знак дека традицијата прекината. Меѓутоа, ако е традицијата жива, а мислам дека традицијата е се уште жива, сепак тука помали можностите на верниците, мислам, да не најдат начини на меѓусебно разбирање така. Рековте дека бројот на верници секојдневно се зголемува во џамиите низ Македонија. Дали муфтиството на исламската верска заедница го организира животот во сите џамии во Македонија? Минатата година бевме сведоци на превирање во исламската верска заедница. Сега, тука има проблеми, се јавуваат и во рамките на исламската заедница, како и во другите заедници. Што е во прашање, политика или различно толкување на исламот? Што е во прашање, политика или различно толкување на исламот? Мислам дека е во прашање јазично толкување на исламот. Се станува збор за денес на светот како, мислам, глобално село, така како што сите го нарекуваат. Тука има различни надворешни влијанија. Тука има борба на Тоа е она борба на идеи, борба на мислење и така натаму, кај што се спротивставуваат тие мислења и тие идеи и нормално тие бараат своја
почне своја. Професорот Матевски вели дека исламската верска заедница е под големо влијание на политиката. Затоа ве прашувам, дали на пример минатогодишните случувања беа битка за превласт во исламската верска заедница или судир на концепти? Што мислите вие, професор? Значи, она што прво е судир на политички концепти, изборот на не јавна тајна е дека изборот на Реис Сулема е под екстремно високо влијание на политичката елита. Меѓутоа тука не е клучниот проблем. Кога зборуваме за различно толкување на исламот и она што ние го нарекуваме дали фактички вашето прашање беше дали има или нема елементи на исламски фундаментализам и да речеме колку е екстремни радикални. Знаете што покажува во исламските верски заедници имате луѓе кои што завршиле теолошки факултет во Саудиска Арабија и во одредени други земји каде што имате елементи на вахабизам и имате елементи на екстремно толкување на исламот. Тие луѓе, јас знам неколку од нив, денеска добар дел од тие луѓе, можеби 60-70%, они предаваат етика и религија во средните училишта. Прашањето е сега, колку сите овие луѓе исламската верска заедница може да ги исконтролира внатре, за да не пренесуваат екстремни елементи на исламот во рамките на екстремен исламски фундаментализам. Има во одредени џами, порано се зборуваше дека има таков тип на свештеници, затоа што вие не можете да знаете некој што завршил теолошки факултет и примил таков тип на образование кој што инклинира кон екстремен фундаментализам, што ќе се развие од таквата личност. Меѓутоа, сепак сметам дека во Македонија нема елементи онакви како што ги има во Санџак, како што ги има во Босна, како што ги има во другите региони на Балканот. Мислам дека класични елементи на екстремен фундаментализам во Македонија нема. Вахабизмот се враќа, фундаментализмот во позитивна смисла се враќа. Младите во ТТО сега правев едно истражување, не пијат алкохол, многу помалку пијат алкохол него што пиеле. Под влијание на тој фундаментализам, враќање кон основите, начинот на облекување се менува, се враќа тој дел на позитивен фундаментализам. Меѓутоа, мислам дека нема елементи на некаков екстремизам во Македонија, барем така покажуваат. Професор Джилов, се согласувате со оценката на професор Мат? Дали тоа се должи на прототипот на традиционалниот муслиман од овие простори? Да. Или пак што ги учите на пример вие вашите студенти на факултетот за исламски науки во Кондо? Не, дефинитивно нема. Затоа што концепцијата на исламската заедница е да ја следи својата традиција, она 5 вековна традиција на време на владењето на османите и тоа го прави. Отварањето на многуте институции, медреси за женскиот пол, за машкиот факултетот и така имаат за цел едноставно да младите се образуваат. Оние што екстремните струи обично произлегуваат од необразованост. Дефинитивно тоа е еден религиски, ја го нарекувам, шок. Тој обично има меѓу тие екстремни елементи луѓе кои и пиеле алкохол, што е забрането по исламот, работеле многу негативни елементи и одеднаш се покајува, се паѓа во некоја депресија, некаква и бара излез. Од една крајност оди во друга крајност. Институциите на исламската заедница се токму насочени кон тоа континуирано образование. А шом се има континуирано образование од основното училиште па до факултетот, тука е веќе нешто друго. Затоа што тие екстремни елементи, мислам, го толкуваат и Куранот, земаат за право да ги толкуваат Куранот, да ги толкуваат најсложените теолошки, филозофски проблеми без никакво образование. Отец Тодоров, вие сте презвитер, свестено служител во Македонската православна црква, но сте активен и во Додома, Движење за духовна обнова на Македонија. Професорот Матевски спомна неколку прашања во однос на ставот на МПЦ за прашањето на абортусот, за прашањето на легализација на геј браковите и некои други важни општествени сегменти, например, животот на традиционалното македонско семејство, раѓањето на деца. Што е најголемиот предизвик во оваа смисла? Убаво што го спомнате, значи до дома, односно Движењето за организирана духовна обнова на Македонија е заедништво, значи на православни христијани, на членови на Македонската православна црква Охридска архиепископија, но и на луѓе кои во себе имаат една патриотска одговорност за својот народ, за својата држава. И сега ние како православни христијани, како членови на црквата, но и како членови на македонскиот народ, но и како граѓани Република Македонија, сакаме она што е највистинското, најздравото, од Бога благословеното, оние
градивни вредности што ги има христијанството во себе, да ги споделиме први со нашите сограѓани македонци, па потоа и со сите други сограѓани, со сите оние што ја градиме оваа наша Република Македонија. Значи, нашата цел е да се засведочи за тие вистински вредности, за тие вистини модели на живење кои донесуваат плод, како во личниот, така во семејството, во општествениот живот. И сега, во тој контекст, ние, како православни христијани, говорев премалку, втемелени на оној светоглед од Светото писмо, од Божјото откровение, ние имаме став, кои нешта се градивни, односно добри или спасителни за една личност, а кои нешта не се добри. И ние говориме отворено. Во рамките на тоа, премалку спомнавте тамо за некои, например, како православни христијани имаме ние дефиниран однос кон абортусот. Всушност црквата абортусот го нарекува чедоморство. Но кога ќе кажеме ние имаме став кон абортусот како чедоморство, дека тоа е убивање на челото во утробата, а тој став исто така има многу подставови, затоа што има многу елементи на животот на човекот во овој свет. Животот не е црно-бел, за жал. Или за среќа. Или за среќа, да, за среќа. Многу сиви елементи има. И затоа на сите овие нешта, како христијани, треба да им пристапиме со љубов. На љубов која не е сентиментална, љубов која се темели на вистина. И затоа се говори отворено. Овие нешта, например, како кои ги спомнавте пред малку, па и многу и други работи, кои не се градивни за општеството, ние како православни христијани ги потенцираме како неградивни нешта и алармираме нашите сограѓани, па и нашите верници да ги избегнуваат. А од друга страна, ние актуализираме вредности кои се битни за нашето општество. Еве, например, братолюбието. Тоа е тоа помирување внатрешно. Да го разбереме другиот, да влеземе во неговите обувки, да го разбереме неговиот став, да го разбереме неговиот идеолошки аспект, например, неговата визија за Македонија, исто така. Па и дури да го разбереме неговиот грев. Што вели Балжин Августин, гревот мразете го, но ближниот свој не. Значи, христијанството се темели на љубов. Љубовта е највисокиот степен на личностна релација со другиот човек. Значи, кога имаш љубов, ти го разбираш другиот човек. Кога немаш љубов, ти не го разбираш. Но исто така љубовта, рекол пред малку, не подразбира сентименталност и не подразбира релативизам, затоа што има многу нешта во овој свет кои ја уништуваат, ја гаснат љубовта. Професор Матерски, а и вие и отец Тодоров и професор Джилов сметаат дека постепено се враќа вистинската вера на овие простори, односно се поголем е бројот на вистински верници, фундаментализмот, традиционализмот, враќање, почитување и практикување на верата во вистинска смисла. И од тој аспект погледнато, кој е тогаш најголемиот предизвик за верниците од едната и од другата и од сите верници во Македонија, најголем предизвик, најголема закана? Злото. Злото е најголема закана. Затоа што злото е најстрашната инфекција која го деструктуира постоењето на човекот. А кога ние православните христијани го употребуваме тој термин зло, ние под зло подразбираме што? Завидливост, егоизам, суета, гордост, потреба за манипулација, за уништување, деструкција. Значи, кога еден човек, една личност ќе доживее духовно будење, односно духовен увид или личностен увид во своите длабочини, тој тамо ќе ги види оние нешта кои се од Бога благословени, кои се добри, но за жал и она инфекција. Инфекцијата на злото. И сега духовниот живот на вистинскиот верник започнува со очистување од злото. Со очистување од завидливоста, со очистување од подлоста, од злобата, од гордоста. Без тоа, значи без оваа борба, без овој процес на очистување, нема вистински верници. И сега, само кога ќе започне овој процес, ние разбираме што значи тоа да бидеш верник. Значи да бидеш верник, тоа значи да имаш доверба во Творецот, доверба. Значи тоа е, значи да бидеш верник, тоа значи да во еден момент оваа планета Земја не станува ова отсечка на твоето постоење. Значи разбираш дека твоето лично постоење не е отсечка, не е точка А која завршува со точка Б. Туку како личност ти си повикан за многу подлабоки, постуштински нешта,
кои треба да ги направиш во својот живот и во овој свет и во вечноста. А сето тоа се темели на доверба кон Творецот, на оној кој е почеток на се што постои. И тогаш почнува вистинското обожување. Тогаш започнува вистинското славење на Бога или вистинското разбирање за тоа што е љубов. Една оценка со која се надевам дека професорот Матевски ќе се согласи, бидејќи и можеби сум ја прочитал во некој од неговите истражувања, монаштвото е јадрото на духовната чистота на црквата и со право верниците најмногу ги бараат своите духовни водачи во монашките редови. Го делите овој став, отец Тодоров? Дали е ова уствари одговор на сликата на луксузен живот со джипови и скапи коли која го валка имиджот на свештеници? Јас многу пати сум говорел кога сум гостувал на разни емисии, пошто се отвара ностоп оваа тема која е се лепи како етикета. Да, и спротивно на ова дека во манастирите се живее аскетски, скромно, традиционално. Има и вакви и онакви сега. Значи, веќе некои од новинарите треба да направат, како истражувачко новинарство, треба да направат една анализа дали навистина има такви джипови, кои има и така натаму и така натаму. И сега, значи, не можам да кажам дека манастирите не се елитниот аспект на христијанството, затоа што монасите се оние кои во полнота се предале на животот христијански. Но исто така, јас како парохиски свештеник морам да признам дека огромен процент од моите колеги парохиски свештеници и текако сериозно го носат својот крст. Значи да се живее во светот, да се има семејство, да се има деца, секојдневно да си се луѓе, значи со многу искушенија, а знаете македонскиот менталитет каков е, зборам за негативниот аспект, значи треба навистина сериозно да се носи крстот како парохиски свештеник, а јас ево отворено и одговорно говорам дека многу парохиски свештеници во рамките на Македонската православна црква и текако доблесно го носат својот крст како парохиски свештеници и секојдневно помагаат на илјадници луѓе, секојдневно. Во смисла на тоа, помошта што ја дава црквата на народот, за да се доближи до народот, односно да биде народна црква? Не само во материјална смисла, и во материјална смисла, и во духовна смисла. Нас не се, еве мене конкретно, на моите колеги, ни се јавуваат преку цел ден. Значи ние немаме работно време. Значи човек запаѓа во тешка криза, семена, личност и така натаму. Ти се јавува на телефон и викаат или ќе ти дојдам или дојди и се наоѓам во сериозна ситуација. По сериозна ситуација се подразбира да се биде или да не се биде. И многу често ни одиме или семени проблеми. Еве во оваа смисла за која зборувате, две барања од верниците. Или по социјалните мрежи, или вака низ секојдневните контакти. Многу вистински, посветени верници се жалат на цените на црковните услуги. Може ли во таа смисла со одредени промени црквата се доближи уште повеќе до народот? Значи, вака, за ова прашање ќе ги поканите луѓето што се занимаваат со економијата во црквата. И тогаш треба да видите колку чини, например, затоплување на храмот, колку чини да се платат луѓето кои работат во храмот, значи некој мора да ги прифати тие верници што доаѓаат. Например, колку плата земаат парохиските свештеници, колку ние земаме на доместоци за социјално, здравствено и така натаму и така натаму. Да, тоа е посебна тема. Не е посебно тоа, па повторно истражувачко новинарство. Значи, сите овие нешта се плод на неинформираност. Многумина, еве јас знам често кога одам кај моите парохијани, знаат да ми постават прашање, значи вие си имате плата и плюс ова што добивате од нас. А јас си велам, ние, парохиските свештеници, немаме плата. Значи, ние немаме плата. Немаме на први ќе ти дојде толку, 200, 500, 600, колку. Значи, ние немаме плата. Што ќе ни дадат нашите верници? Тоа. Ако има, добро, ако нема, толку. И тоа е тоа. И сега, значи, луѓето, конкретно, Светиот архиерейски синод и луѓето кои се занимаваат со економијата во црквата, процениле, значи, дека со толку материјална помош може да функционира црквата како структура. И како институција, и со објекти и така натаму. Сега, го има и тој момент. Значи, кога човек нема. Значи, ние во црквата го имаме тој социјален момент. Значи, кога немаш. И обратно, треба да му се помогне на човек. Професор Джило, како Ива за помага на верниците? Во смисла, еве, од материјална до секаков вид друга помош. По џамиите, мислите? Да. На терен. Се е оставено на доброволна база на верниците. Меѓутоа, исламската заедница има разработена една програма, план и го предлага на верниците, на муслиманите и сега зависи од степенот на религиозноста на луѓето, колку тие ќе помогнат. Во исламот има една развиена институција, вакуф се вика,
имот. Тоа е ваков, нели, како што е и во христијанството, и мислам дека никого денеска никој со сила не може да го натера некој да финансира, да партиципира финансиски нормално во работењето. Меѓутоа има тука некои во религијата прописи кои налагаат, на пример, за образование, нарочито за образование да се дава одредена сума на пари. Професор Матевски, имате некакви истражувања, дојдено до некакви сознанија врз база на истражувања за финансирањето на верските организации во Македонија? Знаете како, финансирањето на верските заедници е нешто што загаднавме многу прашања, меѓутоа тоа е еден клучен елемент за да не се претвори религијата во тој наемнички однос во кој што имате свештеник и имате, нели, верник, па религиозна трговија. Така, религиозна трговија. Знаете зашто доаѓа? Тоа е еден од елементите. Тоа доаѓа, сите анализи покажуваат дека и христијанството, и исламот ви се во драматична криза, на глобално ниво ако ги гледате. Христијанските вредности одат доле, семејството е во најдраматична криза од кога постои досега, токму заради кризата на христијанството. Европа почива на на христијански вредности, затоа Европска унија и Европа е во криза. Исламот никогаш не бил во ваква една ситуација од мирољубива религија да стигне до елементи на исламофашизам и поврзуван со разноразни терористички акции и така натаму. Сето тоа се одразува на се ова што ние многу убаво го загатнавме. Сега, ова што цело време го зборуваат и едниот и другиот соговорник. Тука е клучот. Она што го прави отец Ивица во рамките на неговите активности надвор од секојдневната таа наемна дејност, тоа е тоа. Значи, тој тип на активности го подигаат христијанството од криза и семејството и сите елементи кои што се во криза. Она што имате денеска и од монашките редови имате многу, јас се радувам и во синодот од Македонската православна црква имате во моментов митрополити кои што се нонстоп активни со текстови, ќе го спомнам Дедо Наум и некои други кои што митрополитот Јосиф и многи. Во последно време имате луѓе кои што го спасуваат христијанството од криза, зборувам сега на македонски рамки. Тоа единствено може така да се направи. Инаку, знаете како, вие верникот можете да го донесете, да го фатите за рака, да го донесете во црква. Во семејството ќе го воспитувате, ќе го донесете во црква, тоа вие исто како конјот го носите на изворна вода, ама не можете да го натерате да се напие од водата. Ваков тип ќе не донесе до една клучна ситуација да избегаме од тој наемен однос. Јас во однос на ова прашање има и многу други решенија, тоа сум го заговарал одамна. Ние имаме голем број на верници, барем декларативно. Ние можеме многу лесно сите што се чувствуваат верници од својата плата да даваат како што се дава за пензиско, како што се дава за здравствено, да се дава износ. Тоа се прави во Швајцарија, Белгија, Франција и во многу други земји. На тој начин ќе го решиме проблемот, ќе зима црквата одредени средства, одамна го заговарам тоа и ќе избегаме од она грда слика на лепење на пари во рамките на иконите што се стават. Инаку драматично е. Исламот, ако го земете ИВЗ има разграничено елементи на помагање. Знаете, една од клучните столбови ви е джилакот. За да отидете на джилакот, исламска верска заедница, ако не се лажам, ги прави тие организации, едно одење околу 3-4 илјади евра најмалку. Сега, како ќе отиде оној што нема пари? Не знам како. Меѓутоа, проблематично е сето тоа и во однос и на православието и на исламот, веројатно најдобро би се решило кога во рамките државата може да помогне со донирање на средства. И да, сега, тоа може би звучи утопистички, меѓутоа јас во многу го поддржувам, например, архиепископот, овој митрополитот Струмички, кога се залага за некакво бесплатно свештенство кој што евентуално може би и нината на македонската православна. Ако статистиките зборуваат, например, за зголемен број на верници, 70, 80, 90%, ја не знам, не сум се бавил со таа. Тогаш би се согласиле да одвојат дел. Да, ако тие плаќаат даноци, учествуваат во сите давачки во државата, ја мислам не е спорно, како што спомнате во многу други држави, државата да партиципира во барем основните елементи на работата на верските оние традиционални верници го отвараат ова прашање со право. Кои еднаш, два пати или три пати во годината или во животот ќе влезат во црква. Само е стапа венчавка. Сега, оние верници кои се вистински чинители во животот на црковната заедница, тие разбираат, тие живеат со нас заедно.
Значи тие ги делат нештата со нас, свештениците, како и ние со нив. Ние сме заедница, ние сме Христови ученици. И тие разбираат. Може би не е најдобриот модел овој за решавање на ова материјална приказка во Македонската православна црква, вака како што е поставено сега, но на нивото на култура и духовност во кое сме и со кое живееме, тоа е. Утре за утре, кога ќе пораснеме повеќе духовно, па и на културолошки аспект, па и на ментален аспект, па и менталитетот малку да си го смениме, мислам дека нештата ќе се сменат. Дај Боже да е така. Да, ограничена емисијата, затоа само го загатнавме прашањето за финансирање на верските заедници и влегуваме во финишот. На крај го спомна професорот Матевски кризата на глобално ниво на двете најголеми религии, во однос на тоа и кризата на локално до како основна клетка семејството. Која би била вашата порака и која би била тенденцијата во иднина за да таа криза запре и во рамките на исламската верска заедница, вашите активности што ги преземате и вие надвор од оние секојдневни активности за кои сте ангажиран, што треба друго црквата и исламската верска заедница да направат за да се врати таа институција, семејството и верата? Значи, јас имав едно предавање и предавањето го завршив со овие зборови. Кога човек ќе дојде до состојба да разбере што е светост. Значи, состојбата на светост е сериозно да се изборил против злото внатре во себе си. Значи, и кога човек ќе дојде до таа состојба на светост колку толку, тогаш тој разбира што е восхит. Да имаш восхит, имаш радост. И кога ќе разбереш што е светост, восхит, ти разбираш што е убавина, она што го зборуваме. Што е смислата на животот? Значи тоа е целиот тој процес што една човечка личност треба да го помине. Тој процес на индивидуација што говори Јунг, или тој процес на градење на спасението како што говориме ние христијаните. Добро, но не може сите да се просветат, ниту па да ама тоа е целта на секој човечки живот. Колку повеќе такви луѓе, толку подобро општество, толку поздрави семејства, толку по нормален свет. Колку помалку такви личности. Односно, ако во светот се намалува бројот на добрите, нормалните луѓе, па што очекувате вие? На што да се подпреме? На ненормални? Па гледаме. Па кој го води светот и какви се? Направите психолошка анализа, етичка анализа, па ќе видите колку е саат. Проблемот е сепак денес во ерозијата на морално-етичките вредности. Вредностите веќе ги нема, дефинитивно. И сега тоа е една реакција, може би, за зголеменост на религијските принципи. Колку повеќе да се смислате, значи, колку повеќе да се партиципира во љубовта, во милоста, во добрината и така натаму, а не да се во вистината, не да се присвои вистината само за себе или љубовта, jer љубовта, вистината и сите други не сме ги создале ние, него наше колку ние ќе партиципираме во нив, колку ќе успееме да навлеземе во тие идеали. Ако науката се праша, Томас Хобс се рекол, нели човек на човека волки и може ли да биде човекот добар? Клучното прашање е што сите истражувања покажуваат дека всушност човекот се раѓа со егоизам. Човекот е полигамно суштество по раѓање. Значи тоа не го учи во животот. И сега ако го имате егоизмот, ако го имате полигамијата, вие треба со нешто тоа да го исконтролирате и да го ставите зад вас. Вие денеска, тоа е главниот проблем. Ние кога зборуваме за морални вредности, ние социолозите викаме дека морални вредности нема. Како што на маса, да речеме, има тањери, вилјушки, лажици, сега масата е празна. Во моментот вистински морални скоро празна, вистински вредности нема. Имате толку драматична криза на семејството што веќе семејството се добива впечаток дека ќе ви исчезне како рисот во Македонија. Он е вид пред исчезнување. Загрозено живот. Исклучително драматично. Дури се поставува прашањето како воопшто ќе функционира семејството. Сега, да не се разбереме погрешно, вие можете и кај атеисти и кај агностици да имате одлични морални вредности, но религијата е клучниот фактор која што треба преку делувањето на религијските организации да ги поправи овие морални вредности и да не излеземе од емисијата погрешно разбрани. Вистината е во средина. Не се криви нити религијските организации,
повеќе отколку верниците. Значи, сега да не фрламе све против религијските организации. И верникот, убаво беше и така. Меѓутоа, и верникот не треба да бара алиби дека не му чини нешто, па за да оној што сака да дојде до вистинските религијски вредности ќе најде начин да си дојде да си го најде својот духовен татко. Значи треба малце и да се анимираат верниците, но дефинитивно почна и оди на подобро во Македонија, јас. Така е. Амин. Ви благодарам за учеството во денешната емисија, професор Джило, професор Матевски, отец Тодоров. Благодариме многу. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Довидување во идната недела во 14 часот.